во нашата општина се уште немаме регистрирано инфицирани лица со коронавирусот, состојба што радува, меѓутоа и обврзува да сите ние доследно ги почитуваме сите мерки и препораки и да дадеме свој личен допринос во спречување на ширењето на коронавирусот. Во општина Кочани во моментот има во самоизолација 148 лица кои што се дојдени од средно и високо ризичните земји. Мојот апел и повик до сите овие лица доследно да ги почитуваат пропишаните препораки, се со цел да спречиме инфицирање и ширење на заразниот вирус. Мерките и препораките од надлежните институции секојдневно се прошируваат. Ги повикуваме граѓаните да се придржуваат кон препораките на Министерството за здравство и владата, меѓу кои секако и на новата мерка за воведување на полициски час. Исто така, повикуваме да се почитуваат мерките и заклучоците донесени на последната средба на Општинскиот кризен штаб. Повикувам сите кафемати во градот да бидат времено затворени. Да нема собирање на помалските продавници во населените места и во градот. Подготвуваме распоред за работа на зелените пазари, распоред на тезгите, на пазарите и секако бараме доследно почитување на препораките како од продавачите, така и од страна на купувачите. Територијалната противпожарна единица денеска ќе изврши дезинфекција на влезовите на зградите и лифтовите. Комуналното јавно предпријатие ќе врши редовна дезинфекција на улиците и на местата за одлагање на отпад. Наредната седница на Советот ќе се одржи во услови како што ќе налага настанатата состојба. Во периодот што следи, многу е важно да се информираме правилно и со проверени информации. Во периодот што ни престои, повикувам медиумите да продолжат да помагаат со своето одговорно и професионално известување. Само така ќе имаме јавност информирана точно и навремено. И уште еден повик до сите граѓани, односно една моја искрена желба, сите да останеме на висина на задачата и посакувам пред се добро здравје и многу среќа во периодот што е пред нас.